Летото што измина беше доста топло и сушно, врнежи од дожд речиси и да немаше, така да што поради производство на електрична енергија што за наводнување на земјоделски површини, браните во истокот беа доведени на минимум со вода во нив, но тоа донегде е добро, бидејќи неколкудневните врнежи од дожд и ностоговието снег, акумулациите калиманци и градче можат да ја приберат водата што надоаѓа и ризикот од создавање на поплави е намален, а како најризични делови беа рамните полиња во Кочанската котлина. Калиманци моментално, значи состојбата е под контрола. Калиманци е на доток околу 30 кубика моментално, 30 до 35, а 40 милиона има акумулирано, така до 120 милиона нема никаков проблем. Градче е на прелив околу 2,5 метра кубни у секунда. Теранци нема ориз да се сее, подлазите нема там ориз да се сее. Те нивите се пуни со вода сега, моментално. Јас сум од Теранци. Сум добродојдени по тоа што беше многу голема суша, а сега ќе биде многу убава работа. Житата може би ќе има малку од водата, некои ниви ќе пропаднат од вода, а иначе грото е добродојдено. Ово е со пари не се купува за земјоделието. Тоа како ќе не спасат? Беа скроз празни, сега со овие дождови ќе бидат, па они више идат на пунењето, така да мислам за оваа сезона ќе биде многу добро за нас земјоделците. Иначе ако не беше овие дождове, ја не знам што ќе правеме. Единствено излевање на река од своето речно корито се има случајно на Оризарска. Пресекот бил меѓу селата Оризари и Градовци, каде се работи со две машини. Има поплавено мала земјоделска површина и веќе е решен проблемот, рече директорот на водостопонство. Оризарска река не е скинана помеѓу Оризари и Градовци. Моментално сме со две машини на терен работиме и ситуацијата е под контрола, освен поплавени се некои земјоделски површини, ама нема нешто поголема опасност. Две машини сме на терен и санираме и сега за сега проблемите. Како што најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи, врнежите ќе продолжат и во наредните денови, но и постепено заладување како и опаѓање на температурите, така да утринските ќе се спуштат и под нулата, а од Автомото Сојузот на Македонија со апел до возачите поголемо внимание на патните правци кои минуваат низ клисури поради опасност од честите одрони.